Бизнисот од државата бара поевтини кредити за извозниците. На овој начин стопанствениците се надеваат дека ќе го зголемат бројот на извозно ориентирани фирми кои сега изнесува овој 5% од вкупниот број на регистрирани компании. Заради тоа, треба да се овозможи соодветен амбиент каде изворите на финансирање би им биле достапни на овие компании. Во таа насока да се формираат фондови за одобрување строго наменски кредити со пониски каматни стапки за стимулирање на извозот. Ориентираните компании према извоз мора да добијат стимул. Ваквиот тип на кредити особено би биле добри за компаниите од трудоинтензивните гранки, за да можат да се ориентираат кон извоз на производ, а не само на лон. Еден од условите за замена на лон работењето со производство на full package или готов производ, па макар и со туѓи бренд, е да се има поевтини кредити за да може да се набавува репроматеријалот на товар на самиот производител. Значи тогаш производителот ќе фактурира на странецот заедно и материјалот и помошниот материјал и работата рака. А додека сега во лонот фактурира само работа рака. Некои од компаниите кои почнаа нешто да пробаа да произведуваат собствен бренд или full package, се судрија со тој проблем на нашите каматни стапки што се драстично поголеми него каматните стапки во Европа. За да бидат конкурентни на странските пазари, овдешните компании морат да инвестираат, зашто им се неопходни поволни кредити. Би требало, според нас, да има една отворена кредитна линија и поддршка за оние кои што имаат производи, кои што со нивниот развој на своите производи ќе направат додадена вредност и можност за извоз, да во секој момент може да се обратат и ја добијат таа поддршка. На ниво на држава има 71.419 официјално регистрирани фирми, од кои извозно ориентирани се само 3.500 компании. Од нив 2835 се микро и мали компании, а само 110 од извозниците се големи компании кои имаат над 250 вработени. Според последните податоци на Државниот завод за статистика за периодот јануари-ноември 2018, вкупниот извоз е над 5 милијарди евра и бележи пораст од 16,7% во однос на истиот период од претходната година.